Една од пораките и од опциите и средба на председателите Радев и Силјановска-Давкова на маргините на НАТО самитот во Хаг, за кој од бугарска страна за сега има молк, неколку пати сте изјавиле дека Радев е клучниот играч. Дали очекувате нешто да се случи и што очекувате овој пат? Значи вака, јас неколку пати ке вас сум кажал, имаше и некакви пота коментари во македонската јавност. Радев е армијски генерал, човек воспитуван во духот на традицијата на бугарскиот дух, вредности на бугарското општество. Тој е без суштината има рейтинг 50%. И тој го влече овој процес напред. Ако тој дојде во ситуација да преговара со Македонија, со Силјановска го председател, утре може да има избори во Бугарија. Може да формира партија, ќе му помине мандатот. Веќе е најавена доверба на владата по обвинувањето во Еврозона. Ние секогаш да знаете, секогаш можете најлесно да се договорите со тие кои што најмногу ве напаѓаат. Да седнете и да изнесете. Вашиот став е таков, дајте да ги ставиме на страна. Како да преговаравме ние 25 години? Преговаравме на премолчени вистини. Дајте вие тоа што мислите за Македонија, тргнете го на страна, вие сте член на Европска унија, ние сакаме да бидеме кандидат на член на Европска унија. Дајте да разговараме за европски вредности. Оставете ја билатерализацијата, оставете ги нашите проблеми, кои што не се дел од тоа што представува европска вредност. Затоа што не може би и Радев, мислам дека како генерал армиски, како човек кој што посетувал, се разбира, за да стане, видете, за да стане човек, тука се зборува, Радев бил бугарски, росоветски пилот, не знам каков. Човек, за да стане председател на Бугарија, во членка на Европската унија, мора да добие сертификат од Соединените американски држави, од Голема Британија во тоа време, од Франција, од Германија. Човекот е европеец. Ако сакаме да разговараме со европеец, треба да бидеме подготвени да разговараме на европејски начин. Воздржано, умерено и принципиелно.